Имало ли сериозен пропуст во истрагата на МВР, а чија последица било киднапирањето и убиството на 14-годишната Вања? Министерот Оливер Спасовски да излезе и да даде одговори на сите прашања, повикува ВМРО ДПМН. Опозицијската партија тврди дека украдениот Citroen од Панче Жежовски бил регистриран во системот на камери на Safe City, наспроти оно што го кажа Спасовски на пресконференција дека колата на убиениот Велишанец не се движела. Јавно го прашуваме министерот Спасовски дали возилото е регистрирано на камерите пред 27 ноември, односно на 24 ноември, во 6 часот и 30 минути на влезот во Скопје кај Маđари на мостот кај Агросервис. Понатаму, дали возилото е забележено од камерите на Безбеден град на истата локација и следниот ден на 25 ноември во 21 часот и 15 минути. Ковачки тврди дека камерите на Безбеден град на скопските крстосници го снимиле украдениот Citroen на 27 ноември, кога Вања Ѓорчевска беше киднапирана од нејзиниот дом. Дали возилото е забележено на камерите кобниот ден на 27 ноември во 7 часот и 42 минути наутро, кај Александар Палас из Локуќани, и како е можно да тоа возило неконтролирано да помине низ, внимавајте, најобезбедуваната локација во Македонија во тој момент, а можеби и во регионот, поради непосредните подготовки на Советот на ОПСЕ. Оливер Спасовски е должен да одговори како е можно возило кое е пријавено дека е исчезнато 5 дена пред киднапирањето на Вања, а за кое тој тврдеше дека не знаеле, да помине покрај 40 камери на Безбеден град, Министерството за одбрана и на други субјекти. Ковачки обвинува дека имало и низа пропусти во истрагата пред и после настаните, а Палевски и неговата група пред 7 месеци биле откриени како диво копаат артефакти и поседувале нелегално оружје и за истото не биле санкционирани. Од МВР нема официјален став по однос на тврдењата на ВМРО ДПМН, а владачката партија го обвинува пратеникот дека ширел дезинформации. Портпаролот на СДС Макаевски вели дека станувало збор за очигледни обиди за манипулација, подкопување на истрагата и потреба за злоупотреба на случајот со смртта на Вања поради наводни средби во минатото на претседателот на партијата Мицковски со Палевски.